Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам и во ова ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе имаме убаво дружење од 50 на минути во кое што ќе ве информираме за проблемите со вашето здравје. И денес одлучивме да обработиме една интересна тема која што за жал барем секој од нас почувствувал некогаш главоболка. Меѓутоа за какви видови главоболка станува збор? Ќе дознаеме од разговорот какви видови, односно главоболки постојат, ќе дознаеме од разговорот со доктор Драгана Петровска Цветковска, која што е специјалист невролог и ни доаѓа од Државната клиника за неврологија. Меѓутоа малку повеќе ќе се задржиме за мигрената. Пред да поздравам доктор Драгана, би сакала од режија да го пуштат прилогот кој што е подготвен за главоболки токму на оваа тема, потоа ќе се вратиме во студиото. Не е секоја главоболка еднаква. Овие 6 видови на главоболки се најчести и погаѓаат голем дел од луѓето. Поразлично се лечи мигрена или болката кај слепоочниците, а со превенција може да ја спречите таа болка. Главоболка на едната половина на главата. Станува збор за мигрена која не е опасна главоболка, но е многу напорна за оние кои патат од неа бидејќи може да трае и до 72 часа. Ќе ја препознаете по пулсирачката болка со умерен до јак интензитет. А заедно со неа понекогаш се јавува и мачнина, како и пречувствителност на светлина и бучава. Важно е да земете таблета против болки веднаш по појавата на првите симптоми и да мирувате во мрачна и тивка соба. Главоболка кога се чувствувате како да ви е стегната главата со обрач. Се работи за тензична главоболка, која настанува постепено до среден интензитет на болка, а добивате чувство како некој да ви ја стега главата. Најчесто се појавува од стрес и најдобро решение е малку да поспиете. Болка на едната страна на лицето, потечен капак. Овде станува збор за така наречена кластер главоболка, која е јака и трае во циклуси од 2 недели до месец дена. Се појавува во одредено годишно време, а помеѓу 2 напади можат да поминат и години. Оние кои патат од оваа главоболка, за разлика од оние со мигрена, подобро се чувствуваат кога се движат. Болката се јавува на едната страна на главата и обично на таа страна од лицето се затнува носот или тече. Капакот од окото потекува, окото е црвено, челото се поти. Овој облик е 5 пати почест кај мажите. Болка во пределот на челото. Во овој случај се работи за главоболка предизвикана од запаление на синуси. Болката може да се осети на јаболчниците. Оваа болка се лечи со инхалација и туширање со топла вода, поради парејата која се вдишува. Болка на задниот дел од главата кај вратот и на темето. Овој вид на главоболка се јавува поради проблеми со рбетот и вратот. Например, може да се појави за време на долготрајно седење. Заштитете се малку и вдишете чист, свеж воздух. Болка во слепоочниците се појавува ако некој има пореметување со виличниот склоп и води до тензична главоболка. Освен болката во слепоочниците, се појавува и болка во увото, лицето, потешкоти во отворањето и затворањето на устата, а се слуша и чкрипење кога вилицата се поместува. Препорачливо е да посетите доктор. Ете, почитувани гледачи, од прилогот можевте накусо да се информирате за какви типови на главоболки постојат, меѓутоа секако ние овде во студио со доктор Драгана Петровска Цветковска, која што е специјалист невролог и ни доаѓа од Државната клиника за неврологија, ќе ви доставиме многу повеќе информации во однос на се разбира новите типови на главоболки, меѓутоа одлучивме малку повеќе да се задржиме на мигрената денес, бидејќи е многу честа појава кога станува збор за ваквите типови на главоболки. Доктор Драгана, ти благодарам што уште еднаш од овој време да бидеш дел од Ваш термин и задоволство ми е што сте тука. Ви благодарам на поканата и мене ми е особено задоволство да бидам дел од вашата телевизија и дел од вашата прекрасна емисија која што мислам дека е доста гледана во широките народни маси. Така. Разговаравме на 2 теми кога станува збор за областа или неврологија. Да. Говоревме за
Алцхаймерот, говоревме за деменцијата. Мозочни Сега, удари. да, мозочни удари, сега некако решив да ги опфатиме главоболките, бидејќи, како што кажав, нема некој што во секојдневието што не почувствувал барем еден тип на главоболка од овие што ги споменавме. Па ајде да ни кажеш ти на почеток какви видови уште еднаш главоболки постојат и кои се причините за нивната појава. Така е, точно е. Не постои ниту еден човек кој што барем еднашка во животот немал никаква атака на главоболка. Секако главоболките се генерално симптом на некаква состојба, меѓутоа може да означуваат една хронична болест, хронична состојба која што бара следење и адекватно третирање од страна на специјалист невролог. За разлика од претходните области кои што ги опфативме, тоа беа болести кај постарата популација, ова е обично болест која што ја гледаме кај помладата популација, кога зборуваме за примарните главоболки, односно како најмногу застапени мигрените. Главоболките можеме да ги поделиме во две големи групи: примарни и секундарни главоболки. Примарните главоболки, тука се впрочем и мигрените, но секако да не ги заборавиме кластер главоболката, убав прилог имавте, ме одушевивте со податоците што ги дадовте, јасно, кратко, концизно. Да не ги заборавиме тензионите главоболки, кои што се многу чести кај работоспособно население, и уште други типови што ги имаме на примерни главоболки, додека пак секундарните главоболки, самиот збор ни кажува, главоболката е симптом, еден знак дека имаме некаков процес во мозокот, односно во централниот нервен систем. Најчесто пропратен симптом кај луѓе кај кои што имаме хипертензивна криза, односно нагло покачување на крвниот притисок, кај мозочните удари може да бидат пропратен симптом, воспаленијата на централниот нервен систем, односно енцефалитите или пак менингитите, пропратен симптом, за жал, еден, да кажем, првичен симптом кај веќе напредна процес на раст на тумор на мозокот и многу други состојби. Така, многу други причини. Кажавме ќе се задржиме кај мигрената, па да ни кажете всушност што представува мигрената. Мигрената и не е некоја обична главоболка, бидејќи тоа е... Да, мигрената не е обична главоболка, мигрената е една главоболка која што најчесто си ја наследуваме од мајките. Да. Тоа сакав да прашам, дали е некое наследно заболување или пак се случува нешто во текот на животот па се појавува? Постои податок на поврзаност на фамилиарна појава, значи една лоза имаме баба, мајка, ќерка и така натаму, но не секогаш е генетска предиспозиција за развој на мигрената, но многу често ја гледаме во фамилиите. Некаде околу 20%, поточно од 12 до 18% од сите главоболки се мигренозни главоболки и карактеристично е тоа што се доминираат кај женската популација и тоа со односот во однос на мажите е 3:1. Значи, доминираме ние жените со појава на мигренозните главоболки. Специфични се, имаат своја карактеристика, секогаш се хемикранијални, значи едната половина од главата боли, болката е многу интензивна, јака, точно е тоа што го кажавте во прилогот, и тоа е едно од критериумите да кажеме дека е мигрена, пропратена е со гадење, пропратена е со повраќање, со преосетливост на светлина, преосетливост на звук, знае да трае од неколку часа, па дури и инвалидизирачки 3 дена, да ја закова пациентката практично за кревет. Кога говориме за мигрената, треба да споменеме дека постојат неколку, сакав да ја споредам со кластер главоболката. Кластер главоболката исто спаѓа во групата на примерни главоболки и таа е пак за разлика од мигрената почеста кај машката популација, помалку застапена е, некаде околу 1% од сите типови на главоболки и поинаку манифестирана. За разлика од од мигрената каде што боли едната половина од главата, кај кластер главоболката болката е генерално локализирана во окото. Често пати пропратена со спуштање на очниот капак, со стеснување на зеницата, со солзење од окото и е многу јак. Интензитетот е дури појак во однос на мигренозната атака. Мигрената генерално можеме да ја поделиме во две групи. Во мигрена со аура, мигрена без аура. Што значи тоа? Да, многу често пати сме слушнале дека пред да
почне нели мигренозната главоболка, таа аура е многу важна да се, како да кажам, да се спречи на некој начин. Меѓутоа, како да знаеме ние дека ја имаме таа аура? Што е разликата меѓу едното и другото? Да, Што се случува? Има ли препознаваат? Да, има ли некои предзнаци кои што можат да ни јават дека веќе ќе се појави таа мигренозна главоболка? Точно, да. Мигрената има свои фази. Првата фаза е продромална фаза, таа може да трае повеќе часови, па дури и повеќе денови, но ретко кој може да ја препознае, затоа што се тоа едни неспецифични симптоми од типот на една раздразливост, депресивност, може да биде манифестирана со зголемен апетит, намален апетит, промени во столицата во смисла на констипација или пак диареја, симптоми кои што нели ќе ги занемариме. Потоа доаѓа таа фаза, фазата на аура, кај мигрените со аура, која што е индивидуална и различна за секој пациент. Генерално пропратена со пречки во видот, најчесто како светлини кои што се јавуваат во видното поле, може да бидат дури видни халуцинации, значи работи што ги не постојат реално, они ги гледаат во своето видно поле. Дали се тоа кругови концентрични кои што се движат, дали е тоа засенчување на сликата и така натаму. И тоа ќе ви го кажат пациентките кога ќе почнете да ја земате анамнезата. Може дури да имаме и комплетен губиток на една половина од видното поле. Може дури да бидат и халуцинации слушни, видни, халуцинации, може да биде и комплицирана аурата со појава на трнење на едната половина од телото, дури слабост на едната половина од телото, да наликува дури на мозочен удар, пречки во говорот и така натаму. Значи едно богатство на симптоми кои што обично не трае повеќе од 1 час, значи од неколку минути до 1 час, а да потоа настапи бруталната главоболка, која што рековме дека е еднострана, на едната страна од лицето, јака, интензивна, пропратена со гадење, повраќање и преосетливост на светлина и на звуци, па затоа во тие моменти имаат потреба нели да се заскријат, како да кажам, во темна, да се изолираат, во темна просторија, подалеку од звуци, од светлина и едноставно да се купира, да се земат аналгетици со цел да помине фазата на главоболка. И потоа доаѓа последната фаза, тоа е, да кажеме, постдромалната фаза, кога е практично пациентката истоштена, кога е вознемирена, истоштена, има потреба од одмор и сон. Да се врати во нормала. Да се врати во нормала, да. Така, навистина, да. Едни специфични болки се тоа. Тука ќе се обратам и до нашите гледачи, можете веќе да ги забележите на нашите телефони на екранот, доколку имате некој ваков проблем поврзан со главоболки, било каков да е тип, може да се јавите и да се консултирате со доктор Драгана, таа ќе ви каже и како нели да пристапите за да го решите проблемот. Доктор Драгана кажа многу симптоми околу аурата, околу на мигрена со аура. Дали тоа значи дека барем еден симптом, ако почувствуваме од овој вид на симптоми, веќе или мора повеќе симптоми да почувствуваме? Значи може да бидат и повеќе симптоми, може повеќе, може но и доволно е само еден. Так. Доволно е само еден да трае, да кажеме, 1 час пред да се појави главоболката која што е пропратена со овие симптоми кои што ги наведов. Значи тогаш веќе дали може предвреме некоја таблета да се земе? Апсолутно да. Да кажам, овие мигрени кои што се со аура не се поедноставни за третман. Така, бидејќи некако предскажуваат кога ќе дојде главоболка. Предскажуваат и полесно се третираат. Полесно се третираат затоа што има специфична терапија. Во смисла кога веќе ќе се дијагностицираат за терапијата, тоа зборувате, така? Да. За терапијата има специфични лекови, антимигренозни лекови, тоа се триптаните. Во Република Македонија ги имаме и најновите генерации на триптани, одлични, ефикасни, воколку се земат на време. Значи, уште кога ќе ги почувствуваат тие првични симптоми. Кога ќе ги почувствуваат овие првични симптоми, затоа јас секогаш ги советувам моите пациентки секогаш да имаат триптани во својата чанта
И чим ги почувствуваат тие симптоми на аура, веднаш да ја земат, воколку не им поминува уште една таблетка, нели во зависност од типот на триптанот, да се засолнат апсолутно јачината, должината на мигренозната атака ќе биде поинаква. А другиот тип на мигрени кои што се без аура? Другиот тип на мигрени малку нели е потешко да се третира, меѓутоа секако и тука ни се ефикасни триптаните воколку се земат на самиот почеток од јавување на болката, но не толку ефикасно како во аурата. Сепак тој саат време многу значи за да се зема адекватен третман и да се намали интензитетот на самата главоболка. Меѓутоа, тоа е веќе кога ќе дојде некој кај вас, ќе ни кажете како оди диагностиката, тоа е за оние кои што се веќе диагностицирани, кои што невролог и им диагностицирал дека имаат ваква мигрена или онаква, како што кажавте, со аура или без аура. Меѓутоа, што кога некој од нашите гледачи имаат мигрена, се уште не дошол и кај невролог, за да точно им утврди дека станува збор за мигрена, каков тип на мигрена и да им препише од овие лекови за кои што говорите. Како тие да се однесуваат кога ќе добијат напад на мигрена, што да прават? Без диагноза нема лечење. Така, значи сепак мора да дојдат ако имаат проблем, апсолутно мора за да на некој начин да се посоветуваат диагностицира со невролог. Секако покрај анамнезата, ова е дел од анамнезата, нели како се манифестира, кој е предвесникот, ќе говориме и за провоцирачки фактори, ќе говориме и за профилакса. Мора да се направи невролошки преглед. Невролошкиот преглед ќе ни помогне да видиме дали се работи за невролошки здрава особа или имаме некакво отстапување и тука главоболката да ја бараме како симптом на некакво невролошко страдање. Апсолутно е потребна консултација од невролог. Воколку процениме дека невролошкиот наод е уреден, секако дека нема да правиме една цела батерија на испитувања. Правиме со оглед дека се работи за млади особи, не толку инвазивни методи. Ете, помошен тест ни е електроенцефалографијата. За време на главоболките, на атаките, имаме промени на електроенцефалографскиот запис. Ако и поставиме индикација, може да се направи нуклеарна магнетна резонанца, затоа што може секако за симптомот главоболка се и се што да се крие, поготово кога се работи за млади особи. За постари доволно не е компјутеризирана томографија на мозокот за да најдеме некаков процес и добра анамнеза. Кај симптоматските главоболки, рековме, обично се повозрасни лица, кај кои што имаме хипертензија, кај кои што имаме диабет, кај кои што имаме обезност и други дополнителни ризик фактори. Добро, ајде имаме гледач да слушнеме кој се јавува, па ќе продолжиме. Повелете. Ало? Повелете, ве слушаме. Телефон е Бојан. Ве слушаме, повелете. Голем поздрав само до професор Драгана. Фала. Благодарам. Да, прекрасна докторка. Така. Благодарам на комплиментите. Убав ден и толку. Само да ја поздравите доктор Драгана. Ви благодариме многу што се вклучивте во нашиот разговор. Еве убав ден и вам и ви благодариме што не следите. Доктор Драгана, да, претпоставам дека некој ваш пациент што ве познава или некој ваш познаник, секако во секој случај убави зборови за вас и мене ме радува бидејќи нели кога имаш соговорник кој што ќе каже некоја програма дека ја почитува докторката е уште по како да кажам поголема чест. Стигнавме нели до оној момент кога ги објаснувавме мигрените во однос на главоболките, меѓутоа ме интересира мене кои се причините кои што, например, може да ја предизвикаат мигренозната главоболка. Дали е тоа стресот, дали е тоа, можеби храната. Има ли некоја храна која што е активатор на симптомите на мигрена? Огромна е палитата на провоцирачки фактори. Значи, животот на лицата со мигрена не е воопшто едноставен. Многу убави задоволства се избегнуваат. Знам дека сум прочитала дека благото, чоколадото знае да провоцира, убавите сирења знаат да провоцираат, убавото црвено вино, значи многу работи, да. Овошје
овошјето може да провоцира Значи многу работи. многу работи, да, имаат малку поспецифичен стил на живот. Така, значи вие тоа исто им го препорачувате на пациентите да го избегнуваат Да кога го веќе? избегнуваат, да. И дури ќе се пожелат, например, инцидентно, некоја веселба, ќе се напијат вино или ќе се касне веднаш го- убава торта, да, утре дента веќе имаме брутална мигренозна атака. Стресот како фактор, никогаш да не го забораваме. Кога имаат ден поминат со премногу ангажмани, напорен, под стрес, знаат да им ги активира мигренозните атаки и да ги направи побрутални, потешки, со подолго време траење. Хормоналните промени да не ги заборавиме, Така. со оглед дека се работи за помлади лица, светлините во дискотеките знаат да им провоцираат напади, така да им советуваме Многу работи. многу да ги избегнуваат овие фактори и да водат нели по здрав живот, со престој во природа, со оксигенотерапија, нели да ја кажеме, качување на планина, Така. поголема активација на телото, пиење на многу течности со цел да се наполни васкуларното корито, со цел нели да ни се провоцира атаката. Тоа се Така, факторите. добро. Меѓутоа, кога веќе ќе имаме диагностицирана мигрена, терапијата даваме и профилактична терапија која што ги штити да не им се јават повторни атаки на мигрена, Така. кои што се јавуваат периодично и секако да, воколку се јават, да бидат поблаки. Така. Голема е палетата, индивидуално докторот специјалист избира Така. нели, за пациентката кој тип на терапија ќе ја даде. Имаме дел од кардиолошките лекови, како што се бета-блокаторите, блокаторите на калциумовите канали, добро старо познатиот антидепресив амитриптилинот, си уште водечки во превенција кај мигрените, но во поново време секако и поновата генерација на антидепресиви како што се високоселективните SSRI. Така, ајде да слушаме кој се јавува. Повелете, добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, ве слушаме. Вака, јас случајно налетав на вашата емисија и имам сериозни проблеми со мигрена. Така. И сега сакам да ја прашам докторката, например, каде можам да ја најдам неа за преглед и какви се испитувања ми се потребни на самиот почеток од испитувањево. Така, колку години имате? 37. Така, релативно млади. Добро, јас еве на почетокот кажав од каде ни доаѓа доктор Драгана, меѓутоа еве повторно ќе напоменам, значи доктор Драгана ни доаѓа од Државната клиника за неврологија, значи од кампусот клиники Мајка Тереза. Пред името се извинувам. Драгана Петровска Цветковска, може да забележите доктор Драгана кога е ваш приемен ден? Да, јас мој приемен ден е во четврток, тогаш работам на мој термин со моите пациенти, но генерално достапна секој ден. Така да може да закажете. Да, ви благодарам. Така, еве ќе во контекст на она кое што го говориме, еве доктор Драгана ќе каже какви се испитувања ќе треба да направи господјата кога ќе дојде кај вас. И впрочем еден пациент кој што има мигрена и сака нели да појде да се утврди точно за што става. Ви благодарам многу. Ви благодариме и вам. Ви благодарам на јавувањето. Секако ќе направиме испитувања. Јас секогаш велам најбитна е анамнезата. Нема диагноза без анамнеза. Некако во нашите контакти со пациентите немаме доволно време да ги сослушаме. Точно е дека немаме време, они сакаат многу да раскажуваат, меѓутоа висока селекција може да се направи за тоа кратко време на потребните податоци. После анамнезата секако тука е мощнебитен невролошкиот преглед и потоа правиме една батерија на испитувања, тоа се електроенцефалографијата, компјутер, нуклеарна магнетна резонанца, ако има потреба, лабораторија, не. Не? Не Како е потребно. вие според анамнезата утврдувате што ќе се направи така? Според анамнезата, воколку имам индикации дека има покачен интракранијален притисок или поставам суспекција за некаква промена во мозокот, апсолутно не ги штедам пациентите од дополнителни испитувања. Одговорноста е моја, нели? Така. Но да не заборавиме и лабораторијата. Лабораторијата секогаш не е добар Обична показател. крвна слика или поширока, проширени параметри, поширока лабораторија, вклучително и хормони, понекогаш потреба и од тумор маркери, ензими, електролити,
Мали промени во одредени масноти може да ни дадат, да ни провоцираат некаква главоболка. Не говорам за мигрената, сега нели говорам пошироко за главоболката. Така, значи еве како што кажавме, Драгана Петровска-Цветковска, специјалист невролог, ќе се јавите, ќе закажете нели термин и еве горе-доле овие испитувања за кои што говореше до сега доктор Драгана, ќе според анамнезата се разбира, ќе утврди точно што ќе треба да направите за да нели утврдите точно дека станува збор за мигрена, за каков тип на мигрена, а како што кажавме, не знам дали не следевте претходно, следува терапија која што се разбира во консултација со докторот, ќе ви каже како понатаму да ја користите и кога за да нели ги спречите тие ужасни главоболки. Доктор Драгана, јас еве и додека разговараме вака си ги вртам информацииве, многу работи, не само што кажавте и за црвеното вино, туку прочитав и многу други работи. Цигарите ги заборавивме. Меѓутоа прочитав дека вика напите се 1 до 2 кафења или друг пијалок со кофеин. Кофеинот во мали количини може да ви помогне кога имате мигрена. Што значи дека е добро да пиеме кафе? Па имаат потреба пациентите, да. Кога имаат главоболка, имаат потреба од Кока-кола и таа богата со кофеин и кафе. Ајде да слушнеме кој се јавува. Добро вечер, повелете. Дали се слушаме? Докторката, значи, премил лик и да сака човек да е волен кај неа ќе оздрави. Се јавувам од Битола, значи, такво нешто досега немам видено. Верувајте ми, се чини дека оздравев. Она љубезност, она топлина, она харизма, па да ви кажам, стварно денес го нема кај нас. Да, навистина. Она култура, она стручност, она професионалност. Докторке, премногу поздрав од Битола. Ви благодарам на прекрасните комплименти и зборови. Јас се трудам колку можам нели да ви помогнам и вам и на сите луѓе кои што имаат потреба од мене. Ви благодарам, поздрав. Благодариме на убавите зборови, ве поздравуваме, посакуваме убав ден и еве и доктор Драгана истото или го кажа за вас. Предпоставам дека сте биле кај неа, сте имали убаво искуство и се сложувам со сето она што го кажавте за неа како личност. Навистина не само што е добар доктор, туку е прекрасен човек. Доктор Драгана, кога сме кај кофеинот, значи помага во мигрената. Значи можеме да си пиеме кафе, тоа не смета. Можеме да си пиеме кафе, освен ако имаме покачен крвен притисок. Значи за притисокот ќе пречи. За мигрената помага, за притисокот не, да. Така. Сега многу е важно, нели? Обичајно се тоа луѓе кои што имаат низок крвен притисок, така да им доста знае да им помогне. Така. Кога збориме за оние луѓе кои што се соочуваат со мигрената, ајде да кажеме, можеби не е нормално или воопшто да се јави, меѓутоа колку е нормално да биде честа појавата на мигрената? Јас кога не треба воопшто ќе го редефинирам, да. Не е толку честа појава, меѓутоа знаеме прилично да ја помешаме со тензионата главоболка. Јас таа би ја начнала, бидејќи некако почесто ми доаѓаат пациентки со тензиона главоболка во однос на мигрената. Добро. Само да ве прашам, тензионата главоболка може да има исти симптоми како мигренозната главоболка, па тука да се преклопуваат симптомите, па да не знаеме дали е мигренозна или тензиона? Наликува, но не. Дали е тоа поврзано со спондилозните промени на рбетниот столб? Со напнатост е повеќе поврзано. Така. Обично се јавува кога ќе си зададеме премногу задачи, а денот трае 24 часа. Би рекла работно 12, остатокот треба да го поминеме во релаксација, едноставно на организмот, на нашите нервни клетки, им треба период на опоравување. И ние некако забораваме на себе генерално во трката по кариера, обврските дома со деца, нели поготово кога се помали, ова се нели помлади пациентки и се јавува таа главоболка. Поинаква е. Исто така истоштувачка, знае да биде брутална, но малку поинаква. Што се разликува? Се разликува по тоа што не е од едната половина на главата, туку е локализирана во челото. Зрачи према темето, зрачи од позади, се јавува периодично, знае неколку пати во текот на денот да се јави, знае да се повтори неколку пати во текот на неделата или неколку пати во текот на месецот и кога ќе распрашате пациентката дали спиеш, она ќе ви каже едва и закрпувам 4-5 часа спиење. Колку работиш? Па знам да останам на компјутер 10 часа, потоа сум дома со децата и така натаму.
Исто и таа знае да биде пропратена со нагони за повраќање, со повраќање, со причувствителност на светлина, со причувствителност на звуци, меѓутоа еве има знаци по кои што се разликува и таа апсолутно поинаку се третира. Значи може да боли челото напред, да, они ќе ви објаснат како да ми е главата во менѓеме, притисната, ми пулсира, тука ме боли, ќе ви покаже, па тука ми шета, типична локализација за тензионата главоболка, а често пати превидена, може би препознаена како мигрена. А кога зборуваме за честотата на појавата? појавата? Мишана. Да. Да, на мигрената и знаете мигрена се и тензична, или пак мигрена и цирвикоцефалгија. Да, и поврзана со орбитниот. Сите сме врзани за компјутерска работа, забораваме да спортуваме, забораваме да се раздвижуваме, таков ни е животот. И секако се јавува спондилоза, промени на ребетот на вратот и како резултат на тоа може да се јави главоболка. Таа почнува од тука. Почнува од тилото, од вратот и зрачи нагоре. И таа знае да биде инвалидизирачка. Таа пак ќе има повеќе застапеност на вртоглавици. Пациентката ќе ви се, или пациентот небитно, ќе ви се пожали дека нестабилно се движи, дека кога ќе легне во кревет, еден тип на мениериформен синдром, не мениер, него мениериформен синдром, кога ќе легне во пирницата, има чувство како да тоне, секоја промена на позицијата, практично вртењето на вратот, провоцира вртоглавица и главоболка и така натаму. Тоа бара друг тип на терапија. Бара да се фокусираме на работа на вратот. Сите овие главоболки за кои што говориме се третираат кај специјалист невролог? Генерално да. Генерално? Да, генерално. Па да, сите. И мениерот, вртоглавиците воопшто? Мениерот е проблематика, кога ја реков мениериформен синдром, наликува на мениер, но не е мениер. А вртоглавиците не се? Мениерот е област на третман од страна на оториноларинголозите. Генерално, заедно треба да биде погледнат, ако имаме вртоглавица, нагони за повраќање и од невролог и од оториноларинголог. Првично од ушен доктор, да кажеме, а ако он смета дека има нешто дополнително покрај вртоглавицата и он има специфични тестови кои што ги прават и смета дека има некое невролошко отстапување, секако веднаш ни ги предаваат нам. Така. Споменавте дека во оние испитувања на крвната слика дека треба нели да се видат тука и хормоните. Па тука некаде ми се јавува едно прашање бидејќи кажавте ке млади, оние млади кои што се на пример во тинеџерските години, кога хормоните нели тука почнуваат веќе да работат и како да кажам па од другата страна жените кои што влегуваат во менопауза, така. Нормално ли е да се јавува често мигрената кога жената е во менопауза? Кога веќе хормоните нели? Кога жената и опаѓаат хормоните, би требало да проречат главоболките, меѓутоа кога да кажем се бори организмот со тој недостаток на естрогени, знаат да бидат доста чести, најчесто комбинирани и со тензиони главоболки, а потоа како ќе заминат женските хормони од женското тело, нема мигрена, да. Почнуваат други типови на главоболки. Така, после поинакви. Сега бидејќи кажавме нели за сите оние без оглед за кој тип на главоболка станува, кажавме дека кога се има веќе почести главоболки, треба да се дојде и да се посети невролог. Кога веќе ќе дојдат кај вас, вие ќе им препишете нели таблетарна терапија како што посочивте. Колку време ќе треба да пијат таа таблетарна терапија? И постои ли некој временски период или ќе треба по потреба да се ги земаат тие таблети? Како оди потоа третманот? Да, нели ви споменав профилактичка терапија. Таа профилактичка терапија најчесто антидепресивна терапија и терапија што ја земаат хронична. Таа ги штити од чести и јаки мигренозни атаки. И навистина кога ќе почнат да ги земаат или пак кардиолошките лекови што ги спомнав, бета блокери или блокери на калциумови канали, индивидуално бираме во зависност од пациентот, знаат да имаат добар ефект. Но кога ќе се јави атаката,
Тоа е терапија што се зима само кога имаме атака на мигрена. Триптаните нели ги споменав како прва линија, Така. но веќе ако се развие она брутална главоболка, тогаш навистина потребни ни се доста лекови, бидејќи тој што почувствувал мигрена, само тој знае да опише како изгледа. Навистина е една инвалидизирачка болка. Тогаш секако ќе се земат и нестероидни антиревматици, тие се во тој момент на главоболка најефикасни. Така. Ќе се земат антиеметични лекови, затоа што имаме нагон за повраќање, значи треба да се смири и стомакот, па некогаш нели и анксиолитични миорелаксантни лекови со цел нели да се успие и да помине практично главоболката. Така. Меѓутоа, колку време треба да ги пијат тие таблети? Дали по потреба или ќе треба, например, година, две да ги консумираат, додека не поминува ли воопшто мигрената со земањето на овие таблети кои што ја кажувате? Мигрената е состојба со која што се живее. Така, значи не може скроз може, например, да само да се намали зачестеноста, претпоставам. Да, зачестеноста и интензитетот на интензитетот, главоболка. значи не е толку нешто што можеме да го излечиме. Не е скроз да може да се излекува. Не, но можеме да делуваме. Ке проречат, ако биле со честота, да кажеме, еднашка до два пати во месецот, ке проречат еднашка во месецот, на неколку месеци еднашка, па и тоа ни е целта. Да го подобриме квалитетот на живот. Да, пошто навистина, како што кажавме, може да трае до 72 часа, па дури човек станува и неработоспособен, ќе не може да си ги заврши работните обврски за кои што мора. И самото навремено зимање на триптаните, зимањето на аналгетичната, антиеметичната терапија, нели ќе го скрати процесот на самата главоболка. Побрзо ќе се опоравиме од болката. Добро. Тука сме некаде при крајот, па би сакала вака сега генерално да ги посоветувате сите оние кои што имаат конкретно проблем со мигрената. Зарем мина времето. Значи, уште еднаш да им повториме како да се однесуваат во секојдневието, што не треба да консумираат, како треба да постапат кога нели оние првични симптоми и некако да го заокружиме разговорот и убав еден совет да им дадеме. Така да заокружиме, значи тоа се јас секако ќе ги замолам да водат поздрав живот, животниот стил, животните навики треба да се поинакви, да не се конзумира алкохол, да не се пушат цигари, повеќе престои надвор, на воздух, качување на планини или шетање покрај кејите, не мора да бидат кардиогени вежби, избегнување на сладкото задоволство, редуциран внес на овоштија, избегнување секако на стресот и поколку има било какви хормонални промени, нели да се обратат на ендокринолог со цел да и тие симптоми се надминат и решат со цел да биде главоболката поретка и послаба во однос на интензитетот. За сите оние кои што имаат проблеми, не посетиле досега специјалист, доктор, како што беше и нашата гледачка, секако да појдат кај специјалист невролог, да утврдат точно нели дали вашите колеги или кај вас вие, фармацевтите, нашите фармацевти од аптеките ја превземаат улогата на доктори. Тоа никако не се случува. Одиме во аптека, вели мене боли глава, што. Да, што ќе дадеш, ова е одлично, ќе ти помине. Значи, така ги пропуштаме некои состојби, немаме адекватна. Да, во моментот на атака ќе се помогне. Меѓутоа треба да се испита состојбата, дали е тоа мигрена или не е мигрена. Пристапот наш е различен. Дали ќе треба да се направат една серија на испитување или ќе се задржиме на еден невролошки преглед и кратка анамнеза и едно мало испитување колку нели да потврдиме дека е мигрена. Тоа секако го прават специјалисти невролози. Меѓутоа само вака како за крај би ве прашала, бидејќи нели секојдневно работите и ве посетуваат нашите граѓани со нивните проблеми, колку луѓето знаат да посетат невролог за главоболка воопшто?
Па знаат, Знаат? јас сум се повеќе и повеќе изненадена од младите Така? генерации. Знаат, нели, добро подковани преку пребарувачите, снабдени со доста податоци, што некога знаат да ги насочат и во сосема спротивен правец. Да, едно е Google, друго е доктор. Но добро, барем се одлучиле да 6 дојдат па да се години медицина консултираат. и 4 години специализација, Така, нели, да. не може Не да е се исто. стекне знаење на Google. Да. Но добро, да, секако доаѓаат повеќе подготвени со убави прашања, така да баш ми е драго што се подигнува нивото на свеста кај младите и кај населението. Еве затоа и ние ги правиме овие емисии на некој начин за да еве делуваме нели на сите оние кои што не следат, ако имаат ваков проблем, дека навистина треба да посетат специјалист невролог, затоа и вие постоите нели за да можете да дијагностицирате точно што е проблемот, а потоа нели да пристапите кон негово решавање. Доктор Драгана, ми беше задоволство навистина уште еднаш да ми бидеш овде моја соговорничка и гостин и се надевам ево некое следно издание повторно со некоја друга тема. Претпоставам дека има многу. Имаме, неврологијата да, е неврологијата е голема гранка во медицината, па се надевам дека повторно ќе имаме среда. Ви благодарам на поканата, секогаш на моје големо задоволство ќе бидам дел ваш гостин. Така. Почитувани гледачи, тука и јас ќе ве поздравам за денес. Се надевам дека сето она што беше како тема го обработивме, доставивме корисни информации во однос на главоболките, а секако на вас останува само ако имате ваков проблем да поидете кај специјалист невролог и да пристапите кон негово решавање. Ви посакувам убав пријатен остаток од денот. Имајте добро здравје, грижите се за своето здравје. Ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.